Имате чувство дека можеби Европа, па делумни американците ќе ве пуштат низ вода. Сите тие изјави кои доаѓаат говорат за некаква висока автономија или висок степен на администрација во Северно Косово. Тоа значи нова Република Српска, меѓутоа овој пат во Северно Косово. Тако тоа значи. Тога србите би биле помалку наградени, ви било одземена дел од територијата. Значи Срби, они кои су направили терористичка власт, треба да биде награđена. Да биде награđена затоа што е направила рат у Словенија, што е направила рат у Хрватској, што е направила такву велику трагедiju u Bosni i Hercegovini, направила исто тако рат и свашта овде на Косово, значи да они треба да бидат награđени. Па господине Дамачи, кога видите терористите се наградени у Македонија, Али Ахмети и компанија направија војна 2001 година, па стана министри, стана дел од власта. Што значи дека на Балканот овие терористи веројатно се наградат. Хашим Тачи исто беше на црни листи разни, па стана премиер на косовската влада. Видите, црни листи праве луѓи из канцеларија. Али Ахмети е паметан човек. Али Ахмети е знал кога треба да се стане. И Борис Тадич е паметен човек, па може затоа ќе го земи Северно Косово. У Македонија не постоео добар став према албанцима. Морали су албанци да се дигну, да се лате оружја, па онда тек да се опаметеа. Вие албанците сте како Калимиро. Постојано викате нема правда и постојано некој ви е крив за тоа што се случува. Сте се погледнале некојаш внатре во себе дека можеби вие албанците правите некои проблеми постојано на Балканот? Ми правиме проблеми затоа што смо ми били угнетени од сви. И од Србија у првом реду. Македонци нису били добри, македонци су следили српску политику, затоа су погрешили. Црна Гора, док ја следила српску политику, и она не ја валјала за нас. Меѓутим, сви они кои су дигли руке од угнетавања, од злоупотребљавања и така дале, ми смо се смирили. Сад ми имамо добри односи со македонцима и ништа Македонија не фали. Имате добре дека ве признавме. Да не ве признавме, пак ќе правите проблем на граница. До пред 10 дена пак имаше косовски структури, да Лучека, дали она, дали Ана, кои ги рушат тие гранични камења. Чудни сте вие албанците. Па ние македонците имаме проблеми со грци, со бугари, и со срби, па не ни текнува оружје во рака да земе. Вие за било кој проблем одма калашников го фаќате. Албанци немају неке захтеви према Македонија. Албанци су увек признавали Македонија, увек су поддржавали Македонија. Први су све што год е требало Македонија, албанци су били први кои су ишли у помош Македонија. Така да Македонија... Вие лично не сакавте Македонија, вие имавте пред една или пред 2 години дека Косово, Македонија и Црна Гора треба да се иста држава. И во таа држава албанците ќе бидат 5 милиони луѓе. Бичемо иста држава опет кога будеме у Европи. Не, вие рекоте дека сакате да бидете една балканска држава составена од Косово, Македонија и Црна Гора. Јас сам да биде една Балканија, да биде ту и Србија, али она не била паметна да то разуме, да то свати. Вие би биле председател на таа Балканија? Не буде ко буде. Ја нисам се борио да будем председател. Јас сам се борио да смириме ситуацију, да будеме пријатели, да будеме добри комшије, да се не замериме едни другима, да дижеме руке од тога да покушаваме едни други да намечеме ствари, а македонци су били у великој сарадни со Србија. Македонија, све што е радила Србија нама, Македонија копирала Србија. Така да сме морали да македонска власт тадашња е терала нас да се латиме оружја. Тоа не е било случајно. Господине Дамачи, дали Македонија полека може лесно да стане еден лесен плен на косовските апетити? Не. Нема Косово. Ама се повампируваат овие тези за илириди, за одредена поделба на Македонија, како што било Северно Косово, како што била Република Српска. Не, jer ми идемо у Европу, ми ćemo se ujediniti u Европи. Така да отпадају овие апетити што Господине Дамачи, ако да ве потсетам, пред 10 минути рековте дека Европа ве носи до зид, дека Европа ве тера да бидете повторно либа на Балканот. О каква Европа сака да дојде, ако Европа ве малтретира, кој што велите? Една Европа која сада не разуме ствар, она покушава као да смири Србију жртвујучи Косово. Може ли Косово да се дели, да биде поделено? Тоа никако. Ќе дозволат албанци да биде поделено Косово? Никако. Имате оружје да го браните? Слушајте, nije to teško naći danas oružje. Narod koji odluči da se bori da gine, on oružje nađe. I kaj ga nogete to oružje? Ima ti koji prodaju u svetu to oružje da ti donose kod kuće. Значи вас ви носат дома оружје? Тако да, ако треба, дома ќе да нам донесе. Имате пари за оружје? Па, наći će se. Онај кој одлучи да умре, он наđе пари. Гледате колку бедно живеете во Приштина, за оружје стално наоѓате пари. Кој одлучи, кој доđe до тога да одлучи да умре за своја слобода, он наđе и оружје. Вие сте спремен да умрете? Па ако нам не признају слободу, јесте. И вие добивте независност, а никога да направите држава? Не дају нам да будеме независни, видиш? И кој е главен град на Косово, Приштина или Бонстил? Приштина е главен град, али нама не дају да будеме независни. Mi smo proglasili našu nezavisnost, sad opet i dišu na nas, opet hoće da nam odvoje jedno parče, opet hoće da nas podvrnu pod Srbijom, tako to ne ide.